дур правев, не јадев, кога ќе ги направев, ги јадев. Многу, многу. За мора да ги пробам за да го направам вкусот кој што треба за другите да јадам. Салто вака да се превртам од пиење или од пиење можам да се превртам само. Нешто? Имам 5-6 пати, секако се превртено. Горе в соба ке што ми се овие. Вкупно имам 3. Речам, најновиот ми е Биџо, го користам ја, не ама, го користам луѓе што ме познава од, речам, некаде од 90-та наваки со сладоледо. Претходно како дете ме викаа Малио, оти бев помал спрема другите, во генерација и во раст. Не да ги извишим сега, ги за колку вака, ама па тука си, некаде поголем сум тоа во габаритност и ептен ко дете малце фризурите го ги правене ко панкери, ешко ме викаа, ама тоа е многу кратко, така да речам, промотивно. Прва работа, значи ни прва, ни втора, ни трета, значи една е. Газдите да почнат да се малце образова на овај начин и че има квалитетен ноќен живот. Ако не се образова, ако следа Пинк и други овие емисии што вода на кај турбо фолк или друга некоја музика што не може да дојде до онај начин на забава нормален, јас го викам за ноќен живот хаус музика, значи не мора да биде рок или ова што го продаваме ние, значи нека биде хаус или хип-хоп, али да биде нормален, не да биде со нешто чевли да ги мава и да ги плука. Вака сега, значи оценката е спрема, ние ја гледаме како продавачи на винили, спрема посетеност, спрема продажба не, бидејќи секој може да продај денеска, дали 50, може една, може ни се има случајно многу пати и да си појдиме, што викаме по прилепски, со плачење дома. Значи, во Македонија организираме берзи последниве 7-8 години на ниво на Македонија како продавачи на винили со едно здружение ние што си ги имаме направено и ги одржуваме од пред не многу години, 5-6 уназад, а во Скопје си имаше винил конвеншн што го вика тие. Ние не бевме лично поканувани за да учествуваме, тие си се бираа меѓу себе на некој нивни начин, значи, а сега ние го правиме тоа овие неколку мина со прва берза во Куманово, па после одиме Кочани, па наредно како што сида градови Пробишти имавме лани, Прилеп го имавме, официјални берзи ги кажувам тие. А овие што ги правиме денес, ова е локална, али јас си поканувам гости надвор од Прилеп за да се потполни малце бројо за да има разновидност на музика, секој различно продава. Сепак, пак она би го кажал, што сите го повторуваат, гледам цело време, винилите се враќаат назад. Значи, не се враќаат, ние ги промовираме. Значи, ако не сме ние, значи, не само јас и колегиве мои продавачи, значи, ја ги промовираме сите ние што купуваме и продаваме. Не само што продавам, и јас си купувам. Значи, имам колекција дома, морам да си ја надополнам. И сега што викаме ние да не трошам од домашниот буџет, продавам друго. И во глобала, значи, пак се покачува сето тоа. Значи, касети
не се продавале години. Седина не се продавале години. Прилеп нема продавница за ваква работа, а јас долго време барам начин за да го отворам тоа нештото. Значи, second hand шоп не можам да отворам, бидејќи не постои во законот некоја клаузула и ја побарав таа од многумина, одговори уште чекам и упорен сум. По бројка, да ти кажам право, собирам од мои 13 години. Значи, просек како земиме по колку се купувало, тоаш беа, да речам, некоја цена што ние не можеме да си дозволиме, мораше нешто да продадеш, да направиш нешто. Јас одев по пазари, па ќе купам некој безврска плочи, па ќе ги продам, па да си купам за моја колекција, али сепак, значи јас ги имам над 5000 моментално во мојата колекција и уште некаде 4-5000 за продажба. Sex Pistols. Оти ми е прва плоча купена со кеф, а не дека ја слушам уште или дека ми значела во живото најмногу. Сега имам уште повредни некои однезе, но таа ми е прва што ми ја донесе еден пријател од Лондон, првото издание на плочата и ја купив тогаш, уште во 8 сато са вајле. Ми задзвони надзвонче, ми рече ова е за тебе, ми го даде, му платив и си ја чувам во колекција и не би сакал да ја продадам. Јас, последни години, откако завршив со кафичи, со тие работи, претежно пуштам низ Западна Македонија, низ Источна, се извинувам, низ Источна Македонија, бидејќи таму го немаше она ние што го имавме некогаш. Одам Источна Македонија, тука низ Прилепо, по приватни забави и претежно сакам да работам со ретро музика. Значи, било рок, било фанк, било диско, значи, побарувачка од тој што ќе ме покани. Значи, во Прилеп сум, во Калинка, редовен тука, во таверна имам пуштано тука, али нема многу интерес прилепчани, бидејќи претежно, кажав и претходно, нивото на образованост на газдите музички е ова. Апореја бил дел од мојот живот. Значи, иако сум имал некои недоразбирање со другите со мене, али Апореја, јас лично сум ја осмислил како она што функционираш. Значи, да има промоција на бендови, да има некој да дојди на забава, да си појди радосен, да донесам групи од страна, да промовираме албуми и до некаде успеавме. Мислам дека успеавме, го кажувам тоа во множина, бидејќи бевме тројца, успеавме да го направиме за Прилеп андерграунд место. Но загубата на Апореја не е до нас, е до присутните, што, например, за да се посети некој концерт или не, треба да има публика. Се намали публиката, се намали тој цел андерграунд, дојде ова другото што го спомнуваме цело време и приказката е таа. Значи, ако постоела публика за нештата, ќе имало уште Апореја. Многу бендови се промовираја преку Апореја, значи Conquering Lion, Новиот почеток, Screaming for Change, Мизар беа, промоција на албум на Анастасија имавме, String Forces неколку пати беа, Frontal Cortex веќе заборавени се, Kismet се промовираја исто со свирка,
Многу. Значи, во мојот обем на настани што сум ги направил, можам да кажам дека сум направил преку 400 концерти во Апореја. Некого лага, некого вистина, јас сам си знам. Момент, никогаш нема заборавам, имаше концерт на новиот почеток и децава ме тргнаа во шутка, во која што не сум учествувал 10 години и ми се извади патиката од ногата и се шуткав на 10 на минути, ја бос тие облечени. Тоа е. Значи, јас имав некој концепт, бидејќи Апореја си бев како што викаме сега по модерно резидент диџеј и пуштав, да речем, цело време музика и обично ги слушував што сака и ако ми се дојди во концепто на наредна песна, ако не, по 3, по 5, по ова, по она, али имаше многу убедливи којнак со Пепси пијам стално или со Кока-кола и се прескокнува неколку песни и тоа е. Јас мислам не, бидејќи ја за 2-3 недели прам 55 години. Значи, сум во ова активност со музикава негде над 47. Тоест, како би дошло од 13 години, тука некаде, или 42-3, како биде таму, за да не претерам, да не се направам па од дете од бебе. Значи, 42 години, активно слушам музика по мој стил и одам во живото спрема музиката. Значи, како што сум движел музички, така и сум се носел себе си со имидж. Тоа е ова. Second hand shop за винили, плочи, касети, грамофони и да го вратам онај начин на забава што и ти би дошол, и Звонко би дошол, и Ема, и Миле, и она генерација што, еве да не речам, сум ве пораснал во едно убаво време, во едни убави години, од 98 па до 2002-2003. После тоа не го рачунам. Мислам дека кажав се што треба и сепак би се заблагодарил на вака блиц средба и ова ќе го продолжам да го работам, дури имам сила. А мислам дека имам 125 кила сум, ќе го издржам теретов, имам колеги кои си помагаме меѓу себе, но има прилепчани што еве се вратија на исто да винили, на касети, на цедина, така да настојувам да се врати сето ова пак на ново. Има многу македонски бендови што мора да се промовира. Сега пред некој период го имавме културно-уметнички работници во Прилеп што не бише никогаш во кафич да свира и беше добра атмосфера. Се продаваа мајци, цедина, значи се враќа некако, али оди тешко. Значи ова е исто кој да го туркаме комунизмот во времето пред 50 години. Тоа е тоа. Значи, фала многу.